За 2 недели во Штип 450 домашни миленици добија микрочипови. Од одзивот на сопствениците во кампањата за идентификација и регистрација на домашните миленици задоволни се во ветеринарната станица, од каде велат дека очекуваат со акцијата да бидат опфатени до 2000 домашни миленици. До сега имаме чипирано негде околу 450 кучиња. Тоа е дел Штип, дел Карвинци. Чипови имаме доволно, за да во старт 800, со тоа што во колку ги потрошиме овие, наредната транша одма ги добиваме, бидејќи Агенцијата за храна и ветеринарство ги има обезбедено 100.000 чипови на ниво на цела држава. Микрочипирањето на домашните миленици кои истовремено добиваат и вакцина против беснило, значи не само здравствена заштита, туку и одговорно сопствеништво, што значи да се намали бројот на кучиња на улица и кражбите на кучиња. Според Законот за благосостојба, негрижата за домашниот миленик сноси последици. Микрочипот содржи информации за сопственикот на миленикот, расата на кучето, полот, возраста и за тоа дали и кога е вакцинирано против болеста беснило. Кој што е вметнат во нив под кожа, и во секој момент и во секој случај ние можеме да кажеме за НН куче дека е собственост на НН лице. Што значи неодговорните држатели на кучиња и покрај тоа што ги имаат чипирано кучињата бесплатно, не можат тек така да се понашат слободно да ги пуштат повторно кучињата на улица, да мислат еве, ја мојата законска обврска ја завршив и можам да го пуштам кучето. Не, напротив. Со самото тоа што сте го вие чипирале кучето, вие сте земале обврска дека тоа куче е веќе идентификувано и е уматичено во системот на идентификација на Република Македонија. А второ, во колку дојде до појава на крадење на кучиња и едниот собственик тврди дека е негово, другиот собственик исто тврди дека е негово, повторно самиот чип ќе ни даде информација за чија собственост се работи. Во случај на касање на кучињата, оние кои што се несовесни граѓани ги пуштаат кучињата на улица, во таква ситуација, ако истото биде чипирано, точно ќе се знае кој собственик го има пуштено тоа куче на улица и од чиј собственик е укасано лицето кое е веќе било во контекст со тоа животно. Кампањата за бесплатно микрочипирање на милениците е дел од 3-годишната стратегија што ја донесе Агенцијата за храна и ветеринарство, за да се обезбеди здравствена заштита и благосостојба на животните. Ветеринарната станица во Штип на неколку локации во градот отвори пунктови каде се спроведува акцијата за микрочипирање на домашни миленици.